Препукувањата помеѓу политичките партии околу проблемот со невработеноста како да е надвор од реалните состојби на пазарот на трудот, бидејќи во секојдневното работење се случуваат парадоксални ситуации. Агенциите за вработување немаат формула како да ја намалат невработеноста, а фирмите немаат избор во настојувањето да најдат и вработат квалитетен кадар. Всушност, воопшто нема заинтересирани за работа во одредени стопански сектори, иако фирмите имаат постојана побарувачка за ангажирање на работна сила. Најмногу работници во последните години две бараат странските компании кои имаат брзорастечка динамика на отворање нови работни места. Во потрага по работници се и конфекционерите, чии погони постојано бараат помлада работна сила. Недостигот е присутен и кај дрвопреработувачката индустрија, односно производителите на мебел. Градежниците велат дека секогаш имаат повеќе работа отколку работници, поради што се принудени да одбиваат склучување договори за нови сделки. Во последно време на цена се возачите на товарни возила со Е категорија за работа во странство, меѓутоа иако наградувањето овде е европско до 2000 евра, сепак ги нема во доволен број. Уште понеповолна е состојбата во трговската мрежа, особено супермаркетите и бутиците, каде потребата од работници е сведена речиси на дневно решавање. Недостиг се јавува и во сферата на високообразовниот стручен кадар, па многу фирми чувствуваат недостиг од инженери, економисти, правници. Кадарот се бара преку огласи или препораки, меѓутоа заинтересирани нема или се помалку има. Кочанските стопанственици коментираат дека е се потешко да се најдат квалитетни работници, меѓу другото и поради тоа што огромен број млади и школувани кадри мигрираат во развиениот свет, каде работат за неспоредливо поголеми плати. Впрочем, дека проблемот со работната сила е глобален, зборува недостигот од работници во Хрватска, Словенија, Грција, но и од дефицитарен стручен кадар во Германија, Франција, Англија и другите развиени економии.